Кога патникот намерник прв пат ќе стапне на кипарското копно во овие врели летни денови, прво во очи му паѓаат синилото на небото и на морето и жолто-црвениот пејсаж на земјата. Тоа се острите и силни бои кои доминираат во летното виножито на ова островска република во североисточното Средоземје. Веќе на првиот поглед освојува убавината што ја краси природата на Кипар, убавина за која можеби и боговите имаат своја заслуга. Но и да не е така, за нас како утеха останува легендата која допира низ стиховите на Хомеровата Одисеја. Овде, вели легендата, близу до Пафос, на јужните брегови на Кипар, меѓу овие стени, се родила божицата на љубовта и на убавината Афродита, излегувајќи од морската пена. Меѓутоа, голема е иронијата на историјата која на овој остров му дарила се освен љубов, а за неговите убавини и богатства, оружјето секогаш го вкрстувале најмалку двајца туѓинци. Така било одвека, така е и денес. За поигрувањето на историјата со родниот крај на Афродита насекаде постојат траги што ги оставиле завојувачите, почнувајќи од 1600 години пред нашата ера па до овој милениум. Тука минувале војските на египетските фараони, персијанците, римските легии, крстоносците, венецијанците, отоманските освојувачи, британските колонизатори и кој се уште не. Да се зборува за Кипар, да се зборува за кипарскиот народ, значи да се зборува за еден простор каде што од секогаш се сечеле координатите на сите противречности на Европа, Азија и Африка. За тоа најдобар доказ се историјата и стварноста на овој човек овде. Во Никозија, главниот град на Кипар, која со над 130.000 жители пулсира со динамично темпо на модерен град во успон, живеат скоро 1/5 од сите кипарци. Овој град ги има сите белези на раскрсница на цивилизациите и на културите, кои во својата експанзија или во освојувачките походи го оставиле својот печат и овде. Некои од нив живеат и денес, а другите полека и сигурно се потиснуваат во заден план. Но овдешниот човек, навикнат на искушенија, не може да ги заборави и нивните горчливи поуки и трагични искуства. Може би најбележит пример на бурната историја која никогаш не му била наклонета на кипранецот е овој од поново време. Претседателската палата во Никозија, иако повторно од темели е изградена, се уште, како предупредување, ги носи чадливите траги од тенковските истрели и митролеските рафали во пучот во 1974 година, кој на оваа земја и нанесе нови несреќи, раскинувајќи ја нејзината целина. Во оваа палата, по прогласувањето на независноста во 1960 година, долгогодишен жител беше првиот претседател на независен Кипар, архиепископот Макариос, чиј споменик стои спроти главниот влез. Во оваа палата имавме посебна чест да бидеме примени од претседателот на Република Кипар Спирос Кипријану, кој љубезно се одзва на нашата молба и специјално за оваа емисија на телевизија Скопје ја даде следнава изјава. I am pleased to have this opportunity to communicate with the Yugoslav people. Yugoslavia and Cyprus. Задоволен сум поради тоа што ја имам оваа можност да комуницирам со народите на Југославија. Југославија и Кипар се поврзани со блиски и долготрајни врски на пријателство и соработка. Ова пријателство и оваа соработка беа цементирани од двајцата големи водачи, претседателот Тито од Југославија и претседателот Макариос од Кипар.
both in the political as well as on the Нашата соработка се развива на сите полиња, како на политичка, така и на билатерална основа. Кога велам политичка соработка, посебно мислам на движењето на неврзаните земји, меѓу чии основачи беа председателот Тито и председателот Макариос. Од тогаш, движењето на неврзаноста напредуваше и стана јака морална сила во светот. Тоа игра многу важна улога во светски рамки. Што се однесува до нашите билатерални односи, тие се на мош незадоволувачки степен и ние правиме се што можеме за нивно натамошно развивање. Соработуваме на економско, комерцијално, на културно и на многу други полиња. Сметам дека ќе пропуштам ако не го спомнам постоењето на солидарноста на Југославија, на нејзиното раководство, на полето на праведното дело на народите на Кипар за слобода и правда. Раководителите на Југославија ги следат чекорите на председателот Тито. Тие играат важна улога во развојот на светските работи и целосно ја следат политиката што ја постави починатиот председател. Ние сме решени не само да ги одржуваме врските и соработката меѓу нашите две земји, туку исто така и натаму да ги зајакнуваме и да ги развиваме. Би сакал да изразам мојата благодарност и благодарноста на народот од Кипар, на раководителите на Југославија, на председателот на владата, но исто така и до народот на Југославија за сето нивно разбирање, поддршката и пријателството спрема народот на Кипар и неговите раководители. Би сакал на раководителите и на народот на Југославија да им ја пренесам пораката на пријателство и добри желби, пораката на решеност да сториме се што можеме за натамошно зајакнување на постојните врски меѓу нашите две земји. To strengthen further the already existing close ties between our two countries. Независноста и неврзаноста на Кипар се две неразделливи компоненти на неговата позиција во современиот свет. Покрај тоа што денес се основни точки на кипарската надворешна политика, независноста и неврзаноста и временски се совпаѓаат од првите денови на слободата на Кипар. По 6-годишната крвава борба против британските колонизатори, Кипар на 16. август 1960 година се здоби со независност, а веќе во 1961 година неговиот председател Макариос учествуваше на првата основачка конференција на врвот на движењето на неврзаните во Белград. Без оглед на собствените проблеми, кои во добар дел се резултат на тешкото колонијално наследство и наугурирано во политиката подели и владеј, Кипар во движењето на неврзаните игра активна улога. Најнова потврда беше воредната итна министерска конференција на неврзаните посветена на израелската агресија врз Либан и геноцидот над палестинскиот и либанскиот народ, чиј домаќин минатиот месец беше Никозија. Овде луѓето се свесни, а тоа и постојано го велат, дека само со јакнење на улогата и на активноста на политиката и на движењето на неврзаноста во современиот свет, може да се зајакне и сопствената независност. Овој народ никогаш не може да ја заборави силната поддршка што неврзаните земји му ја даваа и му ја даваат во неговата праведна борба за независност, суверенитет и територијален интегритет на неврзан Кипар. Врз овие основи, официјална Никозија се подготвува и за 7-миот самит, а ваквите погледи, кои се зацврстени во сегашната влошена меѓународна ситуација, имаат своји длабоки корени и тесно се поврзани со сопствената борба за независност. Кипраните достоинствено и со гордост го негуваат споменот на својата херојска ослободителна борба. Покрај убавите споменични обележја, во Никозија постои и посебен музеј посветен на ослободителната епопеја.
Во него со повеќе експонати и низ фотографии се прикажани најважните настани и личности од таа борба. Посебно доживување, кое го поттикнува чувството на пиетет, предизвикува посетата на гробот на председателот Макариос на високите планински врвови на Тродос. Тоа е едноставен, но импозантен споменик, кој, како што ни рекоа нашите домаќини, е изграден на ова место по собствена желба на архиепископот Макариос, кој овде почива од август 1977 година. Од овој врв, кој се вика Трони, убаво може да се види скоро цел Кипар, како и еден дел од плодната Месориска рамнина, која веќе 8 години влегува во оние скоро 40% од кипарската територија кои се наоѓаат под контрола на турската војска. Поделеноста на Кипар е стварност која се гледа на секој чекор, па дури и во главниот град Никозија, кој е поделен со така наречената зелена линија, во која патрулираат мировните сили на Обединетите нации. Оваа слика датира од 1974 година, кога само 5 дена по пучот што го изврши Националната гарда по налог на воената хунта од Атина, на северните брегови на Кипар инвазија извршија турските трупи. Во август истата година, во новиот налет на турската воена интервенција, под окупација се најдоа скоро 40% од кипарската национална територија. Состојбата од тогаш до денес не се измени, а неголемиот товар на оружените акти, како и секогаш, го осети народот. Кампот Ставрос во близината на Никозија најверојатно е последниот бегалски камп во кој до денес останаа да живеат само околу 200 немоќни стари луѓе кои по турската инвазија останаа без ништо. За неголемиот број бегалци, кипарската влада, со помош на меѓународната заедница, успеа да ги реши основните животни проблеми како што беа изградбата на нови живеалишта за нив и вработувањето. А проблемите воопшто не беа ни мали, ниту пак нивното решавање беше лесно. Пред силата на оружјето, околу 200.000 кипарски грци, или 1/3 од кипарското население, ги напуштија своите огништа и избегаа од територијата што ја окупираа турските трупи. Истовремено, околу 50.000 кипарски турци, што е скоро половина од турската етничка заедница, заминаа на северниот дел на островот.
На територијата под турска окупација, каде што пред 7 години беше прогласена така наречената Кипарска турска федерална држава, сега живеат само припадниците на турската етничка заедница, која брои над 110.000 луѓе и на која постојано и се придружуваат нови доселеници од Турција. Така, Кипар стана не само воено-политички и географски, туку и етнички поделен. Причини за ваквата болна состојба општо земено се две, но меѓусебно заплеткани во трагичен јазов. Пред се, тоа е географско-стратегиската положба на овој трет по големина остров во Медитеранот. Тој се наоѓа на вонредно осетливо место и е оддалечен од азискиот брег на Турција само околу 70 км, од Сирија го делат 90, а до Египет по море има околу 400 км, додека европското копно е оддалечено скоро 900 км. Во таков простор, една мала земја тешко можела да ја зачува независноста, а и денес независноста и неврзаноста на Кипар се трн во окото на блоковските интереси. Затоа Кипар и денес го плаќа данокот на својата независност. На островот се стационирани 2 британски воени бази, а Атлантскиот пакт ги користи британските радари на највисокиот врв на планината Тродос, кој се вика Олимп, како и 3 американски електронски бази за радиоизвидување. Кипар, со својата независност, не успеа да се ослободи од Зевсовите очи и уши. Од друга страна, британската колонијална власт на слободната држава и остави тешко наследство, поттикнувајќи го и разгорувајќи го расцепот и конфликтот меѓу кипарските грци и турци. Тешкото бреме на минатото ја роди и меѓусебната недоверба на двете етнички заедници, односно на нивните водачи, што е основната пречка за изнаоѓање заеднички јазик во градењето спокоен живот во единствената татковина. Меѓутоа, свеста за заедничката судбина станува се посилна, иако се уште не е надминат јазот кој води кон остварување рамноправна иднина на овој народ без оглед на националноста и без надворешни влијанија. Хотелот Лидра Палас е еден од белезите на главниот град на Кипар, Никозија. Тој се наоѓа во зоната на зелената линија, која се наоѓа под контрола на мировните сили на Обединетите нации. Овде се одржуваат седниците, преговорите меѓу представниците на двете кипарски етнички заедници. Преговарачите до хотелот во кој се наоѓа салата со зелената маса доаѓаат од своите страни на разделениот град, на кои се враќаат веднаш по седниците, што го символизира и сегашниот степен на разликите во разговорите за идната форма на кипарската држава. Основа за оваа рунда од интеркомуналните разговори кои се водат веќе 7 години се предлозите на бившиот генерален секретар на Обединетите нации Курт Валдхейм, а до нивно забрзување дојде по иницијатива на сегашниот генерален секретар на Светската организација Перес де Куелјар. Со Валдхеймовиот план се предлага Кипар да стане федерална држава составена од 2 провинции Грчка и Турска, додека Никозија треба да биде сојузен округ. Главно спорно прашање во разговорите за чија содржина единствено може да се нагаѓа од скржавите изјави на преговарачите е карактерот на идната федерација. При тоа, како што се тврди, представникот на кипарските грци се залага за подсврсти федерални врски во единствената држава, додека турскиот кипарски преговарач ги застапува ставовите на својата страна за полабава федерална држава.
Matis, how do you evaluate the present situation? Како ја in the оценувате intercommunal сегашната talks ситуација во between меѓукомуналните разговори кои последниве неколку faster, недели се to serve забрзани и the се most однесуваат на essential најбитните прашања? Is Дали the е точно impression дека that во there is преговорите some има progress in напредок? the talks, correct? Well, we have accelerated the pace of the talks. but Ние ги whether- забрзавме разговорите, но дали ќе има напредок или не, тоа е прашање што зависи од тоа како се дефинира напредокот. Some people За некој напредок е самото продолжување на разговорите, а некои се доста оптимисти или не. Јас можам да кажам дека ќе направиме напредок кога најважните проблеми што не делат ќе успееме да ги премостиме. А ова се уште не се when случило. tackling hardcore issues that divide us, we manage to bridge the gap. This has not happened as yet. World press often comments that these talks Светскиот are печат in често the коментира useful дека овие разговори preparation for фактички се solution. корисни подготовки за решение. Дали одите во тој правец? Well, let me answer it like that. We are constantly striving to head towards this direction. Ќе ви одговорам вака. Ние постојано се бориме разговорите да ги насочиме во тој правец. Го забрзавме ритмот, но не мислам дека се уште сме дошле дотаму, кога сигурно можеме да кажеме дека навистина се движиме во таа насока. What should two sides Што треба да направат do? двете страни за да ги олеснат суштинските разговори? In order to facilitate substantial talks. I think that what we really need Она што стварно ни треба се некои политички решенија, посебно другата страна да ги направи потребните отстапки, што ќе доведе до уверливост во диалогот. Сега позициите се напнати, а тоа не ги олеснува суштинските разговори. Do you think that Дали the мислите дека perspective is to перспективата е hold во the одржувањето на intercommunal интеркомуналните talks разговори at the со same time истовремено promote напредување на intensive интензивна action акција with со international меѓународната организација? My reply is like that. The Cyprus problem has two aspects. Вака е. Кипарскиот проблем има два аспекта. Внатрешен аспект од кој зависат разговорите и меѓународен аспект што е во доменот на Обединетите нации. I would like to point Би out сакал да истакнам дека за сите меѓународни проблеми што сега се наоѓаат на дневниот ред на Обединетите нации, стојат моćни сили кои тоа можат да го решат, а во исто време проблемот се дискутира во Обединетите нации. and at the same time the matter is discussed before the United Nations. There is nothing Нема ништо недоследно ако се водат разговори и ако се расправа за кипарскиот проблем пред Обединетите нации, како што е случајот да речеме со Намибија, Сахара, Африканскиот рог, Афганистан и повторувам секој друг интернационален проблем. Afghanistan, and I repeat, every international issue. Maybe on to the another forum, Може би на некој друг меѓународен Yes, форум. other international Да, fora, друг меѓународен for форум. instance, let me mention Например, something which is very дозволете ми да close to кажам нешто што е многу блиско и мило на нашите срца. Конференцијата на неврзаните земји. Таа конференција на неврзаните земји, се едно дали е самит или конференција на министерско ниво или координационото биро, има должност да го разгледа и да расправа за кипарското прашање и да направи се што е можно за постигнување праведно и трајно решение во согласно со повелбата на неврзаноста. Are you sure that the time Дали сте works сигурни towards дека the времето solution? работи за решение на кипарскиот проблем? There are so many imponderables. Има некои нејасности за да може некој да рече дека времето работи за решение. Time works towards a solution. Normally, time works Нормално against времето работи против сите, против Кипар како целина. Тоа работи против заедниците, бидејќи постои тенденција за зацврстување на позициите, заборавање на стварноста, например, заборавање што го создаде кипарскиот проблем и воопшто можам да кажам дека времето никогаш не работи за решавање на кој да е I'm more проблем. inclined to say that time never works towards a solution of any problem. Thank you very much, Mr. Maromatis. Времето си го прави своето, посебно во денешните вознемирувачки процеси во светот. Но луѓето не се предаваат следејќи ги врвиците на животот кој мора да тече. Кипарскиот човек, кој никогаш не се помирил со стражарниците во срцето на својата земја, и во вакви услови ја покажува сета своја виталност која го одржала и до денес. Со истата сила и со волјата со која Кипар тргна по брзите стапки на развој, по здобивањето на независноста, овој народ се соочи и со новите удари на судбината. Големиот економски, културен и социјален напредок, кој беше постигнат во првите 14 години слободен живот, беше прекинат со растргнувањето на земјата на два дела,
што и денес го спречува нормалниот и уште посилен растеж. Кипраните, кои остварија над $4.000 национален доход по човек, сигурно уште повеќе ќе унапредаа својата татковина, да не се подликавите жици и војниците, кои доведоа до тотален прекин на сите врски меѓу двете заедници на островот. На окупираната територија се најдоа неголемиот дел од стопанските потенцијали, дури 70% според официјалните податоци, така што кипарската влада нема никаква корист од нив. Но она што беше направено на делот на островот што се наоѓа под контрола на владата во текот на изминатите 8 години, слободно може да се нарече економско чудо. Вредниот и способен народ ги впрегна сите сили и оваа претежно земјоделска земја оствари просечна стапка на развој од 10%, што е меѓу највисоките во светот. Веќе во првите часови од обиколката на слободниот дел на островот, нашата камера забележа дека скоро нема парче земја што не е обработена. Против сувата клима, посебно во жешките лета, кога температурите се качуваат и над 40 целзиусови степени, овде се подигнати брани и се направени акумулации. Изградбата на системите за наводнување продолжува и денес, како овде кај Куклија на југот на Кипар. Без наводнување просто е невозможно производството на плантажите за овошје и зеленчук, кои се главните извозни ставки. Медитеранското поднебје дарува најразновидни плодови, почнувајќи од помаранџите, лимуните, бананите и грозјето и други овошја, до скоро сите видови зеленчук и жито. Освен земјоделството, доста е развиено и сточарството. Насекаде можат да се видат стада овци и кози, па дури и на излезот од Никозија. На нашето патување наидовме и на неколку фарми за коњи, чиј изглед јасно става на знаење дека се одгледуваат само за коњски трки. Додека антички Кипар бил познат и по шумите што биле сечени за изградба на флотите на поморските сили во Медитеранот, сега одвај 19% од островот е покриен со шумска покривка и тоа најмногу планинскиот масив Тродос. Поради тоа, овде се води систематска акција за пошумување, уште повеќе поради развојот на дрвната индустрија. Кога веќе се зборува за индустријата, една од нејзините карактеристики се малите производни единици со најмногу 4 работници. Сушност, тоа се семејни погони кои го носат карактерот на занаетчиство. Од поголемите капацитети за одбележување е една петролејска рафинерија, развиената прехрамбена индустрија, пред се производството на познатите кипарски вина и другите видови лесна индустрија. Покрај кипарскиот капитал, во кој мощна значаен дел има и црквата, која истовремено е и најголемиот земјопоседник, во стопанството на оваа земја се инвестира и странски капитал, грчки, британски и американски. Меѓу причините поради кои индустрискиот развој не добил поголем замав е немањето сопствени суровини, а оние што ги има се извезуваат главно необработени. Кипар, за кој многумина сметаат дека името го добил по латинското име на бакарот Купрум, денес не може да се пофали со големо производство на оваа руда. Долгогодишната експлоатација ги исцрпе неговите резерви, доста од рударските окна се на територијата под турска контрола, а во пораст е единствено производството на азбест, чиј најстар рудник, Амиандос, доста подсетува на месечинскиот пејсаж. Стопанска гранка која е постојан подем е туризмот.
Само минатата година овде престојуваа 430.000 гости кои на Кипар му донесоа околу 270 милиони долари. За развојот на туризмот на овој остров има идеални услови. Покрај прекрасната медитеранска клима, разновидните природни убавини и традиционалната гостолюбивост, врз туристичкиот бум влијаеа и големите вложувања. Иако на територијата под турска окупација останаа неискористени најголемите капацитети во најпознатите туристички центри Фамагусте и Киренија, на слободниот јужен дел се изградени или се градат нови хотелски објекти, што веќе ја надминуваат туристичката моќ на целиот Кипар пред турската инвазија. На гостинот, покрај убавите плажи на морскиот брег, му се нуди и престој на високите планини, на кои во зимските месеци снегот, што понекогаш се задржува и до април, овозможува и рекреација со зимските спортови. Оние што на патот од планините кон Никозија сакаат да се одморат и да се освежат, сигурно ќе запрат во типичното кипарско село како Петрија. Тоа е најдобар пример на селски туризам кој овдешните луѓе ги задржа во родниот крај. Старата селска архитектура не смеат да ја нарушат ни оние што ги обновуваат своите куќи, привлечени од можностите за добра заработувачка. Покрај старото воденично тркало, што ја користи водата на еден од ретките постојани водотеци на островот, и овде, како на секоја куќа во Кипар, рационално се користи секој зрак на сончевата светлина. Заедно со новото, овде љубопитниот гостин може да ја види и старата, веќе заборавена вештина на одгледување на свилените буби. Кипарскиот туризам има една своја специфичност. Тоа се огромниот број археолошки вредности од различни периоди, што ги има скоро на секој чекор, а најчесто на морскиот брег со долгите сончеви плажи. Запознавајќи се со крајбрежјето, регистриравме само еден мал дел од богатото археолошко наследство, и тоа на јужните брегови меѓу Лимасол, вториот град по големина со 100.000 жители, и симпатичното градче Пафос. Курион е една од најстарите грчки населби на Кипар, основана меѓу 12 и 14 век пред нашата ера. Од многобројните ископини, најзачуван е театарот, на кој и денес, поради вморедната акустика, се играат античките трагедии и Шекспировите дела. На неговите камени седишта можат да се сместат 2.500 гледачи. Во непосредна близина на театарот се наоѓа храмот на Аполон. Замокот Колоси е изграден доста подоцна во 1301 година од витезите на еден ерусалимски ред и се наоѓа 10 километри од Лимасол.
и во питорескното пристаниште на Пафос, мал град со околу 11.000 жители, наидовме на тврдина која често го менувала изгледот заедно со незините господари, византиските императори, крстоносците на Ричард Лавовско срце и отоманските султани. Посебно внимание прилекуваат прочените пафоски мозаици во Дионизиевата вила. Меѓу нив се наоѓаат портретот на богот на виното Дионизий или Бахус и фигурите на првите производители на виното. Ретко кој посетител пропушта да ја разгледа богатата археолошка збирка на Кипарскиот музеј. Движејќи се од сала во сала во оваа стара културна институција основана во 1905 година, пред очите ни минуваат уметнички дела создадени од времето на неолитот до рано христијанскиот период. Делата на човечката рака, изработени во најразлични материјали, со сета своја убавина ни го покажуваат развојот на различни цивилизации кои згаснале на оваа почва, оставајќи ги овие прекрасни докази за своето постоење во одамна изминатите милениуми. Единствена е нишката што го поврзува ова статично минато зад стеклените витрини со стварноста која брзо се движи надвор од зидовите на музеот. Единствена е долгата верига на постојани борби да се опстои на ова ветрометно место на Медитеранот, да се совлада наметот на освојувачите, да се биде свој на свое. Кратки биле периодите во кои овие луѓе можеле да живеат слободно и во мир. И токму тогаш овој вреден човек секогаш ги покажувал своите највисоки вредности. Но имајќи ја вербата во себе и во своите можности, кипарскиот човек никогаш не се откажал од стремежот кон подобро утре, иако тоа скоро секогаш било во расчекор и со тешкото вчера и со непредвидливото денес. Тогаш и гулабите, кои на Кипар ги има толку многу, сигурно широко ќе ги расшират крилјата и ќе го облетаат целиот остров. За тој ден сонувале многу генерации. За тој ден сонува и кипарската младост, убедена дека тој најубав ден не е далеко.